Гледате Трилинг, добро вечер. Нема пресуда за Мјалков. Најмасовното прислушување останува во историските архиви на тоталитарните антидемократски методи во Македонија, или во Фиром, или во Северна Македонија. Големото уво беше политички мотив за Црвенковски контра Ѓоргиевски, или Заев контра Груевски. Во еден период, лутите противници стануваат сојузници. И пребеганиот премиер Груевски како да навестува враќање во државата. Во наместено интервју преку српските ментори, зошто Бугарија се смртен непријател за него. Значи нема криминал, одлив на пари од нелегалните сделки, провизии, притисоци во јавноста. Нова амнестија, прошка за вчерашните идни криминалци. Неказнивоста станува синоним за богатите. Нема судство. Се е политика, само политички интереси. Правда, правдата ја нема. Не живее во државата. Скопје 2014, станува Македонија 2023. Историја. Гледате Трилинг. Груевски се враќа, сите му се виновни, само тој е безгрешен. Најдобро е да се врати, ако се врати, ќе се врати во затвор. Јас не гледам причина зошто некој би се плашал од човек кој што флагрантно злоупотребил својата позиција во одреден момент и за кој се водат постапки тука. Било каква судска одлука, односно одлука од страна на непристрасен суд во кој што биле ценети докази, е подобра отколку од немање одлука воопшто. Криминал насекаде, казнената политика никаде. Делата застареа, шарената револуција ги јаде своите деца. Одговорност мораше да има за било кого кој што учествува во такво незаконско прислушување. Се срамите од одлуката за застарување на делата? Одлуката за застарување на делата не е наша, таа е судска одлука. Меѓутоа, вие го отворите патот со измените на кривичниот законник. Измените на кривичниот законник сигурно дека допринеле до таа работа и сметам дека тоа е навистина лош момент. Тие можеа, доколку има искрени намери, да ја подобрат казнената политика, да го подобрат текстот на 353, да остават овие одредби да имаат одложена примена. Нема ниту една причина која што би оправдала носење на закон за амнестија. Законот за амнестија во моментот има само два проблеми. Едниот е тајмингот во кој што се донесува, вториот е желбата на политичките партии да го политизираат. Светот е пред нова воена криза. Дали Балканот е безбеден? Ние сме регион кој што е кревок во однос на стабилноста, на безбедноста. Зошто е девалвирано друштвото на писатели? Затоа што го изгуби својот рейтинг, својот кредибилитет, своето влијание. Нема правна разврска за незаконското преслушување. Мјалков куртули, Груевски најавува враќање преку блиските медиуми во Белград и преку претседателот Александар Вучич. Екс-премиерот вели дека Заев и Мицковски работат против него и блиски медиуми и новинари до нив. Во ово издание на Трилинг гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, чувствувате ли одговорност што како владеачка гарнитура ја отворивте аферата преслушкување и се урна како кула од карти? Дали за ова всушност е најава за пат на правниот систем во државата? Јас секогаш сметам дека за било какво случување кое што е противправно, таму каде што се рушеа човековите слободи и права и така натаму, ако помине неказнето од било кој аспект, тоа отвара можност или раѓа уште едно такво нова состојба во која што некој може да злоупотреба. Сека дека тука треба да имаме во предвид реформскиот процес, службите и така натаму, тоа што се работеше во насока на тоа да се намали можноста од злоупотреба на вакви активности, меѓутоа секако дека одговорност мораше да има за било кого кој што учествува во такво незаконско прислушување или за било кој друг вид на криминал. И мислам дека тоа е нешто што
и го очекуваа граѓаните и сме одговорни пред граѓаните токму за таа работа. Ве прашувам како министар и како влада, дали вие чувствувате одговорност, бидејќи избрзавте по експресен пат, донесовте измени на кривичниот законник, со кој се отвори патот за застарување на делата од големата афера прислушкување? Секако дека тоа е еден голем проблем во однос на измената на кривичниот законник и еве сега слушаме застарувањето на предметите од прислушкувањето и од една страна без разлика на тоа што се постигнува согласување со некои од директивите, се прави постапка која што може да биде поефикасна, меѓутоа сепак влијанието врз постапките кои што претежно значеле рушење е секако негативно. Прашувам уште еднаш, се срамите од одлуката за застарување на делата? Одлуката за застарување на делата не е наша, таа е судска одлука. Меѓутоа вие го отворивте патот со измените на кривичниот законник. Измените на кривичниот законник сигурно дека допринеле до таа работа и сметам дека тоа е навистина лош момент. Груевски не е исклучено да се врати во државата. Вие во една прилика ќе речете, велите поточно, Груевски ако дојде, ќе мора да си одлежи затвор. Значи ли тоа дека ако екс-премиерот стапне на македонска територија, веднаш ќе биде уапсен и однесен во зад решетки? Да. Заради тоа што не станува збор за еден предмет, станува збор за повеќе предмети и не станува збор за законско решение кое што него го амнестира во однос на сите оние одлуки кои што се донесени за издржување на мерка притвор која што ја има, ниту пак делата за кои што се терети дека може да бидат застарени. Таму имаме до 2036 година. И затоа сметам дека и тој процес е еден од добрите процеси во кои што ако сакаме да имаме помирување во општеството, треба да одиме на патот на носењето на одговорност. Така да тука јас не гледам дека има начин како поинаку да се врати освен во затвор. Како ги доживувате пораките на екс-премиерот Груевски во интервју за Белградска политика, кај што вели од моето враќање се плашат многумина? Јас воопшто немам никаков однос во однос на неговиот став. Кој е тој што се плаши, може да се плаши колку сака и јас не гледам причина зошто некој би се плашал од човек кој што флагрантно злоупотребил својата позиција во одреден момент и за кој се водат постапки тука. Дали со аферата прислушување всушност се отвори патот на праксата на неказнивост во државата? За едно од најмасовните операции за кои вие како владеач, тогашна опозиција го отворивте целиот процес, всушност сега станува под знак прашање правната сигурност во државата, безбедноста во државата. Неказнивоста е секогаш проблем заради тоа што раѓа нова неказнивост. И тоа не еднаш се случувало во државата. Не еднаш заради тоа што имаме состојби во кои што, да речеме, 2012 година, кога се случи настанот во собрание, во кој што бе изфрлени новинарите и пратениците, немаше никаква одговорност. После тоа се роди нов таков случај, инцидент на 27 април 2017 година. Дополнително што тоа не е состојба, не е вредност која што треба и мора да се промовира заради тоа што токму правната несигурност ако се јавува, тогаш мислам дека тоа е најголемата штета за државата. Како вчера да беше кога Груевски избега од државата, 7 години по неговото бегство, никој не понесе одговорност, а вие сте толку и време на чело на Министерството за внатрешни работи и сега ви се случува една хипокризија да постои реална можност екс-премиерот да ви се врати. Јас кажав како може да се врати и тоа сум го повторил повеќе пати.
најдобро е да се врати, ако се врати, ќе се врати во затвор. Значи нема начин на кој што тој би се вратил да нема одговорност. Зошто после законот за измените на кривичниот законник сега се инсистира на закон за амнестија? Дали со ваквите постапки вие поточно идете во насока на меѓусебно, говорам власт опозиција, политичко помирување и политички дил за меѓусебно заштитништво? Јас кажав неодамна во јавноста дека за мене најдоброто помирување, политичко, национално, какво сакате во општеството, кое што ни е потребно, треба да биде на основа на носење на одговорноста. Тоа се клучни вредности на кои што ние можеме да се обединиме заради тоа што тоа се вредности кои што ги посакуваат граѓаните и кои што создаваат правна сигурност, правна држава и така натаму и така натаму. И затоа мојот став во однос на законот за амнестија е многу јасен, заради тоа што сметам дека нема ниту една причина која што би оправдала носење на закон за амнестија. Дали поддршката од српскиот претседател Вучич за Груевски е всушност и индиректен или директна порака на официјален Белград дека стимулира дестабилизација во Македонија? Ќе ве потсетам дека само пред одреден период Вучич имаше едно интервју за српски медиум каде што индиректно или директно го бранеше Груевски дека нема логика во обвинението против Груевски во делот на предметот кој се водеше околу Мерцедесот, дека за исто таков предмет, односно исто такво возило, користел и тогашниот председател Тадич. Во однос на кривичните постапки кои што се водат во државата, против било кого, па и против Груевски, збор може да имаат исклучиво судските инстанци во државата. Така да, за мене е ирелевантно тоа што некој друг од надвор ќе го кажува и кои се мотивите во овој дел. Постои ли опасност од нова можна внатрешна дестабилизација, граѓанско незадоволство поради ваквите помалку недобро осмислени потези владини, потезите и одлуките на судството во кои големи предмети паѓаат? Да ве потсетам дека шарената револуција произлезе токму поради аферата прислушкување и аболицијата на која ја донесе тогашниот претседател Иванов. Секако дека има незадоволство, се појавува незадоволство, меѓутоа тоа не може да влие од безбедносен аспект или нема индиции дека тоа нешто може да направи проблеми во безбедносната компонента. Меѓутоа, сепак тоа незадоволство треба да биде добро анализирано и да биде артикулирано низ законодавството и низ функционалноста на институциите. Ако сакаме визионерски да размислуваме за иднината на државата. Дали е подкопана правната сигурност во државата поради ваквите одлуки и на владата, и на власта, а и на правосудните органи? Јас сметам дека нема подкопување на правната сигурност, меѓутоа е основа за да треба да се размислува каде системот да се зајакне, да се консолидира. Следите тренинг, гостин во емисијата министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, светот е разбуричкан. Руска агресија врз Украина, Израел, Хамас. Постојат ли реално можни импликации кризата да се прошири врз регионот, а и ние да не бидеме заобиколени? Сите овие случувања кои што ево на геостратешко ниво предизвикуваат одредени поместувања и така натаму, сериозно влијаат на безбедносната состојба. Јас би рекол и случувањата во регионот, кои што ги имаме заради тоа што сепак ние сме регион кој што е кревок во однос на стабилноста, на безбедноста. Имаме отворени прашања кои што треба да се затворат преку диалог и тоа е и наш став како држава и апел преку диалог да ги решаваме работите. За жал имаме
во 21. век руска агресија на Украина, војна што можеби никој не замислува дека може да ни се случи. Во моментот има нова безбедносна криза во Израел. Сето тоа имплицира дека мора да бидеме многу внимателни, да работат консолидирано сите безбедносни служби, вклучително и Министерството за внатрешни работи, и тоа го следиме од час во час тие случувања и се анализираат сите активности. Во постојана комуникација се и Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, заедно со Министерството за внатрешни работи, се со цел да ја сочуваме безбедноста и стабилноста на нашите граѓани и на државата, меѓутоа и да влијаеме на стабилноста и безбедноста во регионот. Вие знаете дека во Република Северна Македонија и досега сме имале такви предизвици што кога станува збор за насилниот екстремизам, радикализмот и така натаму, тероризам, со кој што успешно се справувале безбедносните служби, и тоа го правиме и сега во континуитет. Се ближат избори, веројатно ќе бидат редовни идната година. Постојат различни барања, проекции, проценки, дали да се оди во пакет претседателски и парламентарни. Јас денове го слушнав вашиот став дека вие сметате дека треба да си одат одвоени изборите, претседателски и парламентарни. Моето прашање до вас е, прво, дали не мислите дека можеби на Македонија и се потребни и е потребна влада на национално единство, во кое ќе партиципираат клучните партии, особено во периодот за да се донесат клучните и стратешки прашања кои се приоритетни за државата. Членството во Европската Унија, решавањето со прашањето со Бугарија, за кој имате реално различни позиции со опозицијата. Јас би рекол дека е за државата, за Република Северна Македонија е потребно да нема разидување во однос на остварувањето на стратешките национални интереси од политичките субјекти кои што екзистираат на територијата на државата и кои што работат. И во тој дел мислам дека само во таа функција сите заедно треба да настапуваме без при тоа да има било какви поделби, бидејќи за стратешка цел како што беше НАТО, како што е Европската Унија, тука нема место во кое што ние можеме да дебатираме како за одредени идеолошки прашања. Затоа сакам да овие поделби ги одвојаме една од друга. Имаме, сакам да кажам, многу прашања на кои што ние можеме да имаме и имаме различни мислења и видувања и ставови, меѓутоа за националните интереси политичките партии треба да бидат сериозно на едно исто рамниште, на исто ниво на одговорност кога станува збор за државата. Какво е вашето согледување во однос на шансите во наредните неколку недели да се изгласаат уставните промени? Секогаш лично јас сметам дека во ниту еден момент не треба да застане процесот, туку напротив треба да се прават напори тој процес да успее. И тоа е добро за државата. Тоа е добро за иднината, за граѓаните, заради тоа што час поскоро ако се заврши тој дел, ние ќе можеме да продолжиме во континуитет со европските интеграции и практично да низ процесот на преговорите ги донесеме тие европски вредности и во државата, во нашите институции. И тоа е крајната цел, мислам, или желбата која што ја посакуваат граѓаните, имајќи предвид дека огромното мнозинство на граѓаните посакува да бидеме дел од Европската Унија. Треба да се прават сериозни напори да продолжат сериозно напред со разговори со политичките субјекти во секој поглед за да дојдеме до решение. Министре, дали во Македонија постои нов софистициран криминал на белите јакни, од политичари до менаџери да се вклучени
да се склучуваат штетни договори со странски партнери, да се поништуваат такви договори и при тоа пак Македонија да биде тужена, без при тоа да се согледаат можните импликации од таквите евентуални штетни договори. Тука е веќе го споменам можноста штетен да биде договорот со Бехтел и ЕНК и ни за такви или слични договори. Па да се најдеме пред меѓународните судови и државата, а особено граѓаните, потоа да бидат оние кои ќе треба да плаќаат за лошите политики кои државата или власта ги води. Јас сметам дека сите тие договори кои што се случуваат, сите проекти кои што се отвараат, политичката волја е да бидат во најдобар интерес на сите граѓани. Меѓутоа тоа ќе значи и целосно почитување на договорите од договорните страни. Дали е државата или компаниите кои што работат. Така да јас сметам дека со една добра посветеност во работењето овие договори ќе бидат успешни, тие нема да бидат на штета на државата. Напротив, сметам дека ќе имаме огромен бенефит заради тоа што, например, вие ќе имате после 30 години само во независна Македонија, прв пат Пелагонискиот регион добива автопат. Прв пат се подобрува инфраструктурата и на тој начин се создаваат можности за развој на целиот тој регион, кој што, за жал, морам да констатирам, дека неоправдано заостанува во сите овие изминати години. Не ја прашам дали ќе се кандидирате за претседател. Што за вас е поголем приоритет? Да бидете лидер на СДСМ и да ја консолидирате партијата, бидејќи велат многумина дека во партијата постои разногласие, и да застанете на чело на државата, а при тоа да си создадете натрешни немири и поделби помеѓу едно или друго крило, говорам крило за кое се говори во јавноста, поврзано блиско со екс-лидерот на СДСМ Заев, со актуелниот претседател на партијата, со струите поврзани со генсекот Зечевич. Ја имам најголем приоритет личен, а тоа е да СДСМ и коалицијата која што практично го застапува тој проевропски фронт да биде таа која што ќе ја добие довербата од граѓаните и Република Северна Македонија ќе продолжи интензивно по патот на интеграциите и на тој начин градење на институциите по европски мерки и стандарди кои што ги имаме. Така да, личните очекувања, личните амбиции во ниту еден момент не може да бидат пред заедничкото и општото добро и само во тој дел гледам мојот ангажман и мојот најголем приоритет. Многу често моите информации говорат дека имате средби со екс-претседателот на СДСМ Заев, а многу помалку соработувате со лидерот Ковачевски. Сосема погрешни информации добивате, ако добивате такви информации. Прво, тоа не е можно. Затоа што со премиерот Ковачевски ние сме на средби, на разговори и на заедничко работење секојдневно. Не е природата таква да имаме интензивна комуникација, средби со било кој од поранешните председатели на влада или поранешните председатели на партијата. Инаку, ако ме прашувате, јас сум во добри односи со сите нив. И за секојаш кога ми треба совет или некаква поддршка или пак да споделиме мислење, јас сум тука за да се видам со сите нив. На крајот, дали случајот онкологија, како и многу други случаеви, ќе завршат со помалку одговорност на неколку лица споредни во целиот тој скандал кој за многумина вела дека е можеби една од најголемите трагедии кои се случиле во поновата македонска историја. Јас сум сигурен дека случајот со онкологија мора да заврши секако со носење на одговорност, а одговорност
да биде конкретизирана, да има име и презиме и да не ги ставаме на тапет сите вработени во здравствениот систем, туку да одговара тој што треба да одговара. И апсолутно сум убеден дека не смее да ни се случува постапка каква што била 2012 година да нема завршница заради тоа што ќе дојдеме во нешто друго. Така да одговорноста треба да се утврди на основа на доказите кои што се прибрани и таа да биде конкретизирана. Тоа е мојот став и за тоа се борам. Да не биде македонските граѓани и повторно да бидат сведоци на нова судско-политичка лакрдија како со случајот со Таргет Тврдина и онкологија така да заврши. Јас го кажав многу јасно мојот став. Не смее да заврши ниту еден случај дополнително што овде се работи за довербата во здравствениот систем и за здравието и животот на граѓаните. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам многу. Следете интервју со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. По кратката пауза за реклами, следен соговорник во емисијата е адвокатката Сузана Јошевска. Гледајте на. Пресврт што се очекуваше, но не се посакуваше. Сашо Мјалков и уште неколкума на осомничени од УБК се ослободени од обвинение за Таргет Тврдина. Досега најмасовното прислушување што преку бомбите на Зоран Заев беше вистинска мелодрама во јавноста. Измените на кривичниот законник, донесени на прилично брз и експресен начин, го отворија патот за застарување на дел од предметите кои ги водеше специјалното јавно обвинителство. Се запира постапката во судот која траеше речиси 6 години, поради комплетна застареност, како што објави обвинителката Ристовска. Во ово издание на Тринин гостинка е Сузана Јошевска, позната адвокатка. Господина Јошевска, дали со овие последни одлуки се става под знак прашање правната сигурност и доверба во целокупниот правосуден систем? Сите инволвирани, освен како невини, не смееме, без оглед како се викаат и кои се тие, не смееме поинаку да ги третираме. Оно што го ценам во овој контекст дека е поважно како прашање, е дали како општество ќе можеме да ја совладаме оваа колективна траума која се нанесува деновиве и на која што сме сведоци, а тоа е неразрешница, значи немање одговор, кој што мислам дека е можеби најлошо сценарио, дури полошо од она да имавме ослободителни пресуди, бидејќи било каква судска одлука, односно одлука од страна на непристрасен суд во кој што биле ценети докази, разгледувани, ценети, аргументирани докази, е подобра отколку од немање одлука воопшто. Нема да имаме никаква порака ни за минатото, ни за сегашноста, ни за иднината и тоа е многу загрижувачки. Дали ова значи дефинитивно, меѓу другото, дека Мјалков е невин без разлика што нема судска пресуда? Апсолутно, тоа е цивилизацијска придобивка на правната држава. Секој, не Мјалков, секој се третира и мора да биде невин додека не се докаже спротивното. Обвинителката Ленче Ристовска деновиве рече дека допрва ќе ги почувствуваме импликациите од измените на кривичниот законник. Кои би биле правните реперкусии понатаму? Во 2015, кога почнаа да одат бомбите, една по една, со секоја испукана, да наречам така, бомба, градевме надежи за одговорност. Не само за тоа што го слушаме во бомбите. Мислам дека, можам за себе да зборувам, дека поголема, повеќе се радував на тоа дека ќе се испрати порака дека вака не може, дека ќе има одговорност и дека ќе се испрати порака на оно што го викаме дека е генерална превенција, односно дека носителите на државните функции мораат малце поинаку да се однесуваат кога стапуваат на тие функции, бидејќи ќе има одговорност. Така што импликациите најдобро ги знаат тие кои што се директно засегнати, а сигурно обвинителката е една од нив, и немам зошто да се сомневам во незината констатација дека ќе бидат далекосежни допрва дека ќе ги гледаме, и тоа не само од овој аспект, туку и од оној финансискиот аспект кој што го тангира буџетот, кој сите го полнема. Ситуацијата е парадоксална, нема пресуда, Мјалков е невин, а актот и битието на делото преслушување се уште постојат.
значи, како што јас разбрав, таму бидејќи се споени два настани, а тоа е прислушувањето како еден настан, значи оно што кој како и на кој начин прислушкувал, тој сетно одговори. Другиот предмет кој што се спои е за уништувањето на опремата за прислушување. По тој настан, еве вака за граѓаните да разбираат, за гледачите да разбираат, по тој настан продолжува тој предмет и таму се обвинети Јанкуловски уште неколку други и вклучително и тие кои се во бегство. Така што нема ништо парадоксално тука, тоа се настани од 2015 година, чинам март. Према она што го слушам од медиумите, бидејќи ја повеќе не ги знам деталите, се шпекулира дека и овие и по ова кривично дело постои опасност од брзо застарување, односно во 2025. Иако таму извлекуваме заклучоци, можно е ова дело да се обвинителството да го третира во преквалификување кон новиот член 353, најверојатно став 4 према 10-годишниот рок за застареност. И нема тука ништо спорно, бидејќи во секој одговара во рамките на својата кривична одговорност, па Гордана Јанкуловска заедно со останатите кои што се за овој дел од настаните, кои што се терата за овој дел од настаните, ќе одговарат во рамките на сопствената одговорност. Она за кое што можам да се, како адвокат, можам да се согласам со одбраната, бидејќи даваа сопствени изјави после судењето, е дека сметам дека е подобро и од аспект на фер постапка, член 6 од конвенцијата, прецизирањето да се направи веднаш. Јошевска, кој и како ќе ги обештети граѓаните кои биле цел на преслушување? Кој ќе ја цени сумата на нематеријалната оштета кај оние кои биле подолг период преслушувани? Ќе ја цени граѓанскиот суд. Ова е интересно прашање од повеќе аспекти. Мене особено ми е интересно, бидејќи се преклопуваат кривичната и граѓанската материја. Граѓанскиот суд има можност, согласно закон, да утврди одговорност. Сега таму е малку поинаква терминологијата и малку се поинакви правните институти. Граѓанскиот суд е врзан само за кривична пресуда со која што обвинети се огласени за виновни. Значи, ако имавме пресуда во која некој е огласен за виновен, граѓанскиот суд нема право да утврдува поинаква вина, да рече не, тој виновен, овој другиот е виновен или помалку е виновен и така. Тој е врзан за таа кривична пресуда како претходно прашање. Но во ситуација како оваја, во која немаме огласени за виновни, граѓанскиот суд по тужба за надомесна нематеријална штета, таква има и поднесена, а може и да се поднесува, ќе мора да одговори исто на прашањето кој е одговорен за оваа штета, што значи дека повторно можеме да одговараме за граѓанскиот суд може малку да ја ремедира оваа траума за која што зборува претходно, да утврди одговорност, а тоа ќе мора да го прави повторно врз основа на истите докази, без оглед што државата таму одговара по принцип на објективна одговорност. Но и без оглед што државата нема да може да бара после тоа регрес од вистински виновните што биле утврдени. Но за да се утврди постоење на штета, мора да се прво утврди дека настанала штета, значи дека настанало прислушкување, мора да се утврди кој го направил, ако ништо друго институционално, значи кој е одговорен, и понатаму да се утврди објективната одговорност на државата, за да можеме да го третираме интензитетот на траењето на душевната болка, а со тоа ќе се одговори па и на прашањето колку долго се прислушкувало, на кој начин се прислушкувало и така. Интересна е од правен аспект многу оваа ситуација, бидејќи граѓанскиот суд може да даде одговорност. Затоа ова го зборувам теоретски. Практично, како ќе се одвива ова, ако знаеме дека станува збор за предмет кој 6 години кривичниот суд со многу порестриктивни мерки и со многу порепресивни мерки не успеа да даде одговор на ова прашање и за какви актери станува збор внатре. И дали ќе може во пракса ова да се изреализира од страна на тужители кои се граѓани, а нема да имаме обвинителство таму, туку тужители како граѓани, адвокати. Многу ќе биде интересно во пракса да се види дали ова ќе може, но е сметам посакувано сценарио да во граѓанскиот суд даде конечен одговор за ваму кај што во кривичниот немавме. Сите судски и адвокатски трошоци и вештачиња паѓаат на товар на државата. Како ќе се пресметува и може ли екс-директорот на УБК Јаков сега да бара одштета од државата?
Судот има задача да утврди во решението кои трошоци ги третира за нужни, а неспорно е дека тие мораат да се платат од буџетот, бидејќи во ситуација на запирање на кривичната постапка има изрична одредба, така оди. Во поглед на штетата, повторно индивидуализирате, ме прашувате за Мјалков, но тоа е општо правило, не е важно дали е Мјалков во прашање. Штета може, надомесна штета се дава само на оние кои биле бесправно лишени од слобода. А тоа се оние кои биле притворени, а за нив нема завршница со осудителна пресуда. Значи во ситуацијава немаме осудителна, но не знам јас дали има тука во овој конкретен предмет сега последниот притвори. Секаде каде што имало притвори, куќен притвор, било какво лишување од слобода, тие кои биле лишени од слобода, а на крајот постапките не завршиле со осудителни пресуди, може да бараат од државата надомесна штета, да. Следите Трилин, гостинка во емисијата Сузана Јошевска, адвокатка. Се подготуваат измени на кривичниот законник. Се подготвува и закон за амнестија. По експресен пат се донесоа измени на кривичниот законник. Особено остана симптоматичен делот околу членот за злоупотреба на службена положба и злосторничко здружување. Што мислите, зошто овие измени беа донесени по експресен пат? Зошто биле донесени како, да речам, вистински одговор на тоа прашање, можеби ќе го знаат само тие кои што го предложија и предпоставувам тие кои го изгласа на овој начин законот, тука би го ставила и претседателот кој што го потпише указот. Се донесоа измени на кривичниот закон во ситуација кога имаме висока степен на корупција, криминал и неказнивост. Дали ова е контрапродуктивно? Па сигурно ќе биде како такво оценето, дека не оди во насока на подобрување на неказнивоста, па крајни на довербата на судот. Немаме ниска доверба во судот сега, со ова на никаков начин не се помогна. Можеби судот ќе имаше шанса малце да ја поправи таа доверба, на никаков начин не се помогна. Она што сакам да го кажам е дека во намерата, официјалното образложение за намерата од страна на предлагачите е дека на овој начин се усогласуваме со европското законодавство, бидејќи немало земја во Европската унија што има вакво дело како делото од 353, и дека на овој начин напуштаме една пракса која е застарена од некој застарен систем и така натаму. Убаво што се сетиле сега тоа да го прават, но за да веруваме во искреноста на овие намери, имаше механизми како тоа да се изведе. Значи, ако законот имаше европско знаменце под параванот на кривични дела кои што се внесоа како екоцид и така натаму за да оди по брза постапка, ако тоа е параванот за да иде по скратена постапка, не дури ни тоа можеби немаше да биде проблематично ако имаше било каков привид на било каква дебата и консултација на комисијата која долги години работи на кривичниот законник, значи тоа е заобиколено и они од тоа, значи предлагачите од тоа не можат да побегнат. И она што мене ми е најинтересно е дека фокусот е на во иднина како би се регулирале злосторничко здружување и 353 како поставување на казнената политика на скроз поинаков начин. Оваа дебата не е од сега и е долгогодишна и не е дека не се валидни тие аргументи. Точно е дека 353 требаше да доживее поинаква обработка. Точно е дека се строги казните. Точни се тие аргументи. Но кога вие правите волкав потрес, значи ова е бомба исто така, кога вие правите толкав потрес на нешто што е во тек, ние имаме постапки во тек, најмалку што можете да направите да му дозволите на општеството и на системот да се прилагоди на новата ситуација. Тие можеа, доколку има искрени намери да ја подобрат казнената политика, да го подобрат текстот на 353, да остават овие одредби да имаат одложена примена. Амнестија, професорите Камбовски и Шкарич изјавија дека Собранискиот акт е директен акт и длабинско навлегување на собранието и политичката во правосудниот систем и казнената политика. Каков е вашиот став? Вака, сега амнестијата по дефиниција е упад во казнениот систем. Тоа е амнестија. Некој суд, надлежен суд донел изрекол казна, амнестијата или делумно или целосно ја укинува таа казна. Значи секогаш по дефиниција амнестијата е упад.
Препоставувам она што угледните професори сака да го кажете, можеби за честеноста на амнестијата кај нас, бидејќи кога што разбрав ова е 7-ми пат во овие 30 и неколку години. Но амнестијата, законот за амнестија не е никако поразличен, ниту пак попроблематичен од останатите 6 кои се донесени. Законот за амнестија во моментот има само два проблеми. Едниот е тајмингот во кој што се донесува, вториот е желбата на политичките партии да го политизираат. Во содржината на законот за амнестија нема никакви проблеми, ако намерата е, а таа е намерата и сите јавно ја кажуваат, растеретување на затворите од, да ги наречеме така, полесните криминалци, значи од полесниот криминалитет. И адвокатите се дел од судските постапки, заструањето на делата паѓа на најчесто на товар на обвинителите, но најчесто критичката обсервација е дека станува збор за неефикасност на правосудниот систем. Каде го лоцирате главниот проблем? Каде го лоцирам главниот проблем за неефикасноста на судскиот систем? Проблемите се, ова е многу широка тема, значи општо е многу прашањето, проблемите се дискутирани многу пати на многу конференции и се не може да се лоцира не може да се покаже со прстот кон една институција, ниту кон обвинителството само, ниту кон судот, а кога седиме на една иста маса, сите алки во правосудниот систем, па дури и од извршната власт, да речем од Министерство за правда, од судскиот совет, секој има во рамките на своите надлежности, во рамките на своите одговорности оправдување, односно соодветно аргументирано образложение зошто постапува на некаков начин кој што можеби се пресликува во некаква неефикасност. Треба здружени сили и волја на многу сегменти да се работи за да може да се постигне поголема ефикасност. Кажувам, општо е прашањето. Што се однесува до адвокатите, кои секако се дел од правосудниот систем, тие треба да се третираат како една од алките која овозможува да се почитуваат правата на обвинетите во постапката. Адвокатот има законска и уставна должност да биде ревносен кога ги штити правата на своите клиенти и адвокатите може да ги злоупотребуваат своите права или правата на нивните клиенти во постапка само ако тоа им се дозволи. Така што тука не лоцирам никаква одговорност на адвокатите, туку сметам дека и обвинителите и судиите треба да работат малку повеќе на тоа да не се дозволува, доколку има злоупотреба од страна на одбраната, да не се дозволува таа злоупотреба, односно да се спречува на соодветен начин таа злоупотреба, бидејќи постојат механизми кои не се користат. Постојат, а не се користат. Адвокат не сме да лаже пред суд, не сме да изнесува невистини, не сме да дава лажни докази. Сите тие работи, не може да имаме ситуации во кои адвокати доаѓаат и викаат немам контакт со странката. Но видете, имаме и ситуација кога предмети со месеци се држеле и се држат во фиока, со цел тие да застарат. Имаме предмети кои се враќале од почеток и никој не понесува одговорност. Па точно, тоа го кажувам, значи повеќе да ги прашате тие зошто со месеци не се враќале од второстепен суд во првостепен, сигурно имаат да ви образложат што системски решенија, што системски недостатоци, што персонални недостатоци и така натаму. Проблемот е, мислам, поопшт, крупен и треба волја од повеќе чинители за да се реши. Како вие гледате на оној предлог што неодамна го лансираше во јавноста, е подолг период тлее како можност за целосно ревидирање или целосен рестарт на правосудниот систем или да конкретизираме генерален реизбор во правосудството. На тоа гледам исто како што гледам како што гледав на лустрацијата или како што гледав на ветингот. Тоа се опасни механизми кои мислам дека како општество се уште не сме зрели да ги усвоиме, бидејќи мислам дека како што со лустрацијата на многу случаи се покажа, може да бидат сериозни политички алатки во рацете на моќни луѓе и
да направат уште поголема неправда од оваа која направат. Дали тоа може да се сведе на лов на вештерки всушност на крај? Па еве, да речеме дека имаме ние во соседството пример за тоа. Зборам за ветингот, имаме во Албанија соодветен пример. Не сум до крај испитала се по однос на резултатите од тој ветинг, но во голем дел се жалеа судиите од Албанија дека толку многу се испразнија судските места да судскиот систем заглави. Кај нас е веќе заглавен поради недостатокот и на кадар, стручен кадар, и на самите судии, така што треба малце посистемски, попаметно да се пристапи кон ова. Не е решение само да уништиме се што има, особено што сметам дека во тие кругови постојат луѓе кои можеби ќе трпат негативни професионалци кои ќе трпат негативни последици, а неоправдано би ги трпала. Со еден збор не може сите да ги ставиме во ист Во кош. исти кош, да. Но во исто време сакам да кажам дека неставањето во исти кош е одговорност и на тие што не би требало да бидат во тој кош, и тоа постојано им го кажувам. Професионалците мора да самите се двојат од непрофесионалците, самите да си ја сочувуваат тој собствен интегритет и да го истакнуваат, самите да се двојат од нив, а не да дозволуваат да бидат ставани во таков ист кош, да се борат малце. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Следете разговор со адвокатката Сузана Јошевска околу најновиот развој во судско-обвинителската сфера, особено по одлуките и падот на предметот Таргет Тврдина и застарувањето на другите предмети кои ги водеше специјалното јавно обвинителство, кои произлегува по одлуката за измени на кривичниот законник. Следете на пократката пауза, следен соговорник во емисијата ќе биде писател Живко Гроздановски. Следите Трилинка во продолжение. Мој следен соговорник е писател, книжевен преведувач. Тој е автор на Отпечатоци врз Скотски мраз, приказни за тревите и другите приказни. Куфер за тројца, кој во 2016 влези во финалето за конкурсот Роман на годината. Потоа, Последното име на иднината, како и Писмо за Глорија, кој исто така е роман кој влегол во потесната конкуренција за избор на роман на годината. Живко Гроздановски пред речиси неполни 2 години беше против кандидат на последните избори за претседател на Друштвото на писатели. Тој беше против кандидат на сегашниот, се уште актуелен претседател Христо Петревски, од кого членовите на Друштвото на писатели бараат негово повлекување, односно оставка и реформи внатре во Друштвото на писатели. Добре ден за Живко Гроздановски. Добар ден. Спомнато беше Христо Петревски, актуелен претседател на Друштвото на писателите. Господин Христо Петревски поднесе оставка пред некој ден. Значи, по втор пат, овој пат дефинитивна писмена до Друштвото на писателите. Што се случуваше во претседателството? Односно, што не направили, што требаше претседателот и претседателството да прават за Друштвото на писатели да функционира безпрекорно? Знаете, постои кај нас еден атавизам, еден рецидив од едно старо време каде што се замислува дека тој што е начело или тие што се начело, тие ги донесуваат сите одлуки, а тие што се на пониските позиции, тие само треба да слушаат и да се согласуваат и така се развиваат работите. Но очигледно дека тоа не функционира. И овој пат тоа беше клучното. Тој недостиг на комуникација и заедничко одлучување за настаните во ДПМ. Христо Петревски поднесе оставка, па потоа условно неполни 2 дена се пишмани. Рече дека оставката првична која ја дал била под притисок и закани. Кој тоа му се заканувал на претседател? Ако не се лажам, првиот пат ја поднесе оставката повикувајќи се на здравствени проблеми. Да. Потоа, после 2-3 дена, ја отповика неотповикливата оставка и кажа дека бил под притисоци, уцени и закани и затоа кажа дека се вратил на позицијата затоа што не поднел официјална писмена оставка до Друштвото на писателите. И по притисокот од јавноста, неколку дена подоцна веќе изјави дека поднел официјална
и дефинитивна оставка од позицијата. Дали друштвото на писатели во последниот период прерасна во друштво во кое пред се преовладува личните и индивидуални интереси, а не значењето и влијанието и пред се заложбите за да се промовира работата на друштвото на писатели со еден колективен аспект. Па да, мислам, тоа беше очигледно и на сите ни беше очигледно, причина за тоа. Не би одел кон причините, но показател за тоа беше и самата репутација на друштвото на писателите, која што во последниве 20 години беше во константна ерозија, што на крај кулминираше со оваа ситуација, со овој срам, да речем, што го имавме изминативе 2-3 недели. Немањето разговор, немањето комуникација, немањето меѓусебно разбирање, тоа беше она што да речем, ја прели чашата. Но тоа се должи на еден подолг период недоверба во друштвото, недоверба и во конкретни членови од друштвото, недоверба во самите себе, може да се рече и така, но тоа се сведе на ситуацијата што имаме сега. Кој зошто дозволи да се наталожат проблемите во друштвото на писатели? Сега тука бараме вина, но не би наоѓал, не би вперувал прст во никого, само ќе кажам дека уште во 90-тите со некои одлуки, некои свесно, некои несвесно, веќе почнувале да се зачленуваат некритички, без строги критериуми да се зачленуваат членови во друштвото на писателите. Потоа тука излегле во преден план некои лични интереси, некои поврзувања. Потоа доаѓа еден многу важен момент, тоа е промената на статутот. Тоа веќе се разнишува инфраструктурата по која што треба да се вози тоа возило наречено ДПМ. Гроздановски, друштвото на писатели е формирано во далечната 1947 година. Еминентни книжевни имиња биле на чело на друштвото на писатели. Од Блаже Коневски, Ацо Шопов, Славко Јаневски, Димитар Митрев, Гане Тодоровски, Петре Андреевски, Ѓорги Старделов, па се до Соња Стојменска, Елисер. Зошто е девалвирано друштвото на писатели? Зошто стана безгласна буква последниот период? Па може да се рече дека стана безгласна буква затоа што го изгуби својот рейтинг, својот кредибилитет, своето влијание. Значи, тие меѓусебни здружувања, тие интересни групи кои што се водат од мали интереси, од типот на разменување награди, од типот на еден таков клиентелизам, може да се рече. Тоа е сето нешто, мислам, тоа е дел од нештата што придонесува друштвото да го загуби својот рейтинг. И тоа создава една клима, една општа клима на недоверба, на малодушност и на желба да се приграби во моменти, да се лови во матно во одредени ситуации, како што е сега ова ситуација во која што се наоѓаме и во моментов. Така што треба да се има разбирање и да се пред се, јас верувам, имам верба во ова друштво на писатели, зашто се покажа дека огромен дел од членството сака и заслужува да има друштво на писатели. Така што јас повеќе би зборувал за тие перспективи и за можностите, отколку за тоа барање виновници и каде почнало оваа ерозија и како сме дошли до оваа ситуација ДПМ да биде безгласна буква во нашето Ајде ако велите дека да го оставиме настрана минатото, да видиме кон нината. Каква перспектива гледате во друштвото на писатели? Па така, каква перспектива?
некои мои пријатели, сега пред да почнам да зборувам, морав да го кажам, некои мои пријатели има речено, ти си премногу идеалист. И сега тоа ме става во позиција да размислам, ти си премногу идеалист. Добро, а што значи да се биде просечен идеалист или доволно идеалист? Значи, тоа значи да се помириме со медиокритет, да калкулираме, да се задоволиме со нешто, ајде, тоа е доволно. Значи, да се навратам на главното прашање. Какви се перспективите? ДПМ мислам дека има сјајна перспектива и затоа одговорив дека можно е да се кандидирам за една од овие две позиции. Зашто јас го гледам друштвото на писателите како едно цврсто и стабилно друштво со стабилен статут и со писатели кои што можат да се изборат и за својот глас и за гласот на сите други членови, да се обезбеди нивна видливост и нивно присуство. Причина за ова ми е простиот факт што разликата во гласови беше 8 гласа. Меѓутоа не гласаа некои членови на ДПМ. Во меѓувреме се зачленија други членови со интегритет. Така што сега се потпишаа 100 писатели на овој повик да биде ослободено од заложништво друштвото на писателите. Значи има тука една сериозна креативна маса, критичка маса од креативни и слободоумни писатели кои што доколку се има сложност би се избориле за едно стабилно ДПМ. Сега таа сложност е она каде што се растураат коцките. Тука излегуваат, нели, она што реков, да се лови во матно, некој да се бори за своји интереси, да се наметне, без да зема обзир заслугите на другите, но пред се без да зема обзир, без да ги зема предвид визијата и работата на другите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам јас. Толку за вечерва, тоа беше се. Во ово издание на Трилин гостува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска и писателот и книжевен преведувач Живко Гроздановски, кој пред 2 години беше против кандидат за избор на претседател на Друштвото на писатели во конкуренција со Христо Петревски. Гледајте ни за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.